Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Ракометарките на ЖРК Вардар изборија пласман на Final Four турнирот што ќе се игра во Будимпешта. Избраничките на Индира Кастратовиќ во својата дебютантска сезона во Лигата на шампионите успеа да се пласираат меѓу најдобрите 4 тима во Европа. Црвено-црните во последното коло од главната фаза во групата 1 на домашен терен во спортскиот центар Борис Траговски го победија шведскиот шампион Савехов со 24-18. Голманката Ина Суслина со 19 одбрани го одбележа дуелот, во кој најдобрата светска ракометарка Андреа Лекиќ беше најефикасна со 7 голови. На листата на стрелци со по 4 гола се запишаа и Пино, Хмирова и Радичевиќ. Вардарки како првопласирани од првата група ќе патуваат на Final Four во Будимпешта. Тие се лидери со 8 бодови пред Мителанд кој со домашната победа на Турингер со 26-20 се искачи на второто место со 7 бодови, колку што има и Турингер кој остана трет поради пославата голоразлика. Па така во полуфиналниот надпревар на Final Four Вардарки ќе играат против Будучност. Полуфиналето се игра на 3 мај, додека финалниот надпревар и мечот за третото место на програмата се на 4 мај. Во другата полуфинална двојка ќе играат Мителанд и Гер. Српскиот тенисер Новак Џоковиќ ја освои титулата на Мастерс од 1000 што се играше во Индијан Велс, откако во финалето го победи Роџер Федерер со 2-1 во сетови 3-6, 6-3 и 7-6 во тајбрейкот по 132 минути игра. Со тоа Џоковиќ стигна до 42-та титула во кариерата, а 17-та на Мастерс турнирите. Џоковиќ намали на 17-16 во меѓу ценните дуели со швајцарецот. Ова е трета титула за вториот светски тениски рекет во Индијан Велс по оние во 2008 и 2011 година и му се реваншираше на Федерер за поразот во Дубај. Кај дамите до титулата стигна италијанката Флавија Пенета, која со 2-0 во сетови ја победи Агнешка Радванска. Возачот на Формула 1 тимот на Мерцедес Нико Росберг стигна до импресивна победа на првата трка од новата Формула 1 сезона што викендов се водеше во Австралија. Росберг ја освои првата трка од новата V6 Turbo ера во спортот за Мерцедес на доминантен начин, откако неговиот колега освојачот на пол позицијата Луис Хамилтон и светскиот шампион Себастијан Фетел во Red Bull се откажаа на стартот поради проблеми со болидите. Росберг имаше брилјантен старт од третото место, преземајќи го водството пред првата кривина, пошто немаше проблем до финишот на трката и заврши пред Даниел Рикардо од Red Bull и данскиот дебютант Кевин Магнусен кој блесна со третото место за Мекларен. Со овој резултат тројцата водачи на подиумот ги победија своите тимски колеги кои во исто време биле поранешни светски шампиони, но поради казната и дисквалификацијата на второпласираниот Рикардо, второто место му припадна на дебютантот Магнусен, додека на третото место се искачи Дженсон Батон исто така од Мекларен. Бодови уште освоија и Алонсо, Ботас, Хулкенберг, Верн, Рајконен, Квиат и Перес. Следната трка во Формула 1 шампионатот ќе се вози за 2 недели во Куала Лумпур за големата награда на Малезија. Во NBA лигата се одиграа 9 средби синоќа. Мајами славеше над Хјустон со 113-104. Жешките со серија од 21-7 направија пресврт и дојде до победата. Ален постигна 25 на мечот, а го следеа Вейт и Джеймс со по 24 коша. Најефикасен поединец кај Рокетси беше Джеймс Харден со 30 поени, а Двајт Хауард оствари 21 поени и 14 скока. Далас Маверикс ја прекина серијата од 7 порази поред против Оклахома Сити и триумфираше нагости со 109-86. Шон Мерион даде 19, Винс Картер 18, а Дирк Новицки 17 поени за Маверикси. Оклахома настапи без Расел Весбрук кој одмораше, а најефикасен беше Дурен со 30 поени. Блейк Грифин забележа 21 поени, 11 скока и 8 асистенции за Лос Анџелес Клиперс, кои ги совладаа Кливленд со 102-80 за 11-та победа поред. Кајри Ирвинг се повреди во првата четвртина кај Кливленд, па во негово отсутство Лил Денг беше најдобар со 23 коша. Во дербито на западот Голден Стейт нагости со 113-112 минимално го победи Портланд. Тимот на Сан Антонио прв стигна до бројката од 50 победи во сезоната со победата над Јута Джез со 122-104. За вечера предвидени се 7 средби во NBA лигата. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова пето коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2001-2002.
Гледајте ја МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте ја МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.